почекаме или готово? Може. Сега за 520.000 ќе почекаме, да беше милион, може и побрзо ќе беше. Читува на колешке за Кири. Првата работа која што владата на Заев ја направи после промената на локалната власт во 2017 година беше отплаќање на 51% од вкупните долгови оставени од преходните градоначалници. Така ли? Направени од предходници. Така. После 4 години, тие 51% како долгови се направени уште еднаш и плюс 21,7% нови долгови. Значи, долговите, кои што им ги плативте и елементиравте 50%, уште еднаш се задолжува толку и плюс уште 50% од тоа. Значи, околу тоа треба да бидеме прецизни и да знаеме за што разговараме. Второ, околу кога требало да биде свикана комисија? Во месец октомври, ноември, декември, јануари, февруари, март, април и мај, председателот на собранието, Талат Џафери, беше и председател на Комисијата за финансирање и буџет. И како што знаеше да закажува седници со точки кои што тој ги бираше согласно деловникот, тој беше председател, можел да закаже и оваа седница. Затоа кога напаѓате и кога зборувате за гредите кои што ги имаат другите, бремраската од вашето око трнете, а бидејќи сте непринципијална кон оние кои што ве гледаат. А во апсолутен износ Талат Џафери повеќе кочел неголи преходниот председател. Трето, почитува на колешки. После 3 месеци од локални избори и апсолутен дебакал на СДСМ и коалицијата, безобразно е на оваа говорница да ги зборувате успесите кои што ги имале оние кои што не ги изгласале. Така ги навредувате граѓаните кои што гласале за други кандидати. Повторно, граѓаните се во право и кога грешат, односно повторно грешат. Имале погрешен избор. Тоа не е демократски капацитет. И на крајот на денот, СДСМ не е партија позната по работа и по менаџирање. Градоначалничката работа е теренска работа, која што бара многу работа и менаџирање. Затоа СДСМ многу малку добива градоначалници и затоа СДСМ првиот свој градоначалник на град Скопје го доби после 27 години независност. Значи нема ни кандидат, бидејќи немаат работници, тоест немате работници. Затоа ќе ве молам во иднина, немојте да ги потценувате гласачите на оваа држава, набрегувајќи проекти. Ви истече времето. Контрреплика, претеничката Белкиса Зекирова.